Заврши проектот Еко градинки за одржлива иднина, спроведуван меѓу општина Струмица и општина Кјустендил, Република Бугарија, финансиран преку Интерек ИПА програмата за прекугранична соработка. Целосно реновирање на објектот на градинката во паркот, како и други инфраструктурни зафати во другите клонови, се дел од инвестициските зафати, кои беа финансирани преку проектот во кој 400.000 евра рамноправно поделија партнер општините. Овој проект е од инвестициски карактер, при што беа спроведени инфраструктурни активности за реновирање и реконструкција на објекти од детските градинки во Струмица и Кјустендил, беа направени помали инфраструктурни зафати во 3 детски градинки во Струмица, беше набавена опрема за еколошка едукација на децата, беа реализирани разни обуки и работилници, така што можам да кажам дека проектот ги даде и како очекуваните резултати. Експертите велат дека овој проект преку работилниците и имплементацијата на екоучењето во градинките, создавањето екокабинети и стекнувањето навики за чиста животна средина се пример кој треба да се имплементира во сите предшколски институции. Да, овој проект нудеше јакнење на капацитетите на вработените, воспитувачките, негувателките во градинките, така зајакнати капацитети можеат да се спроведат и во работата со децата. Исклучително значајно е јакнење на еколошката свест кај децата од таа најмала возраст, затоа што тога се формираат кај нив тие навики, доколку тоа се успее уште на таа возраст, иако некој мисла дека се многу мали децата, но тоа е вистинскиот момент, затоа што колку потоа стануваат повозрастни, толку потешко се менуваат некои лоши стекнати навики во однос на заштитата на животната средина. Струмица останува посветена на развојот на општината преку воспитно-образовниот процес за чувувањето на чистата животна средина и искористувањето на потенцијалите на европските фондови. Имајќи предвид дека најмладите жители во Струмица и Кјустендил ја овозможија соработката меѓу двете општини, а при тоа водејќи се и од позитивните впечатоци на сите чинители кои директно или индиректно беа инволвирани во процесот на реализација на самиот проект, посакувам реализација на уште многу вакви проекти за доброто на општина Струмица и нејзините граѓани, но и за негување и унапредување на прекуграничната соработка во овој дел од Балканот. Кофинансиер на проектот е Министерството за локална самоуправа, од каде велат дека ќе продолжи поддршката за општините за реализација на европски проекти. На овој начин, за овој проект се обезбедени околу 400.000 евра или по 200.000 евра од страна на двете аплицирани општини, Струмица и Кјустендил, а обврската за кофинансирање на овие проекти во вкупен износ од 15% е исполнета преку обезбедување на средства од страна на Министерството за локална самоуправа. Би сакал да нагласам дека согласно официјалните податоци на Министерството за финансии во 2017 година е забележено исклучително рекордно високо ниво на искористеност на ИПА фондовите во Република Македонија од околу 83,2 милиони евра. Во споредба со некои претходни години, тоа, например, во споредба со 2016 за кога се искористени околу 32 милиони, за 2,5 пати поголемо ниво на искористување на средствата од ИПА фондовите. Проектот заврши со подпишување меморандум за соработка меѓу двете градинки, како и забава во градинката во паркот, каде што беа изложени цртежи со екосодржини, изработени од децата од двете градинки. Истовремено, децата ја промовираа и екохимната на проектот. Денешниот настан се совпадна со Светскиот ден за заштита на чистата животна средина.